беше бе тоа стопинг, мама? Кој беше тоа стопинг кој Имате канал како ова и го снимам горе. Промоција 03 април 2026 година на нашата драга професорка Благојка Филипчева од нашето КЧ Македонски аманет патриотско друштво. Здраво, здраво. Другата беше матна. Добрува на сите. Да речеш, да речеш.
тука 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 реда. 8 се. 2. 8 реда, 8, а колку се вака соочиња? Ова е добро. Добро се ова. Na Македонија и ние имаме право да живееме. Да немавме прави никакви, кога ги баравме, затоа се најдовме. Кога ги баравме, затоа се најдовме. Парадома имавме, живот не жалеме, смртни слобода за Македонија. Смртни слобода за Македонија. Брејанчике налеј, од рујното вино. Налеј, за Македонија. Почитувачи на пишаниот збор да се заблагодариме први на еминентната наша Риста Нарина Николова, музиколог и музички педагог и диригент, што ја отвори ова наша прекрасна средба посветена на професорката Благојка Филипчева. Денес ќе ги споделиме убавите мисли и чувства внесени во најновата книга на професор Благојка Филипчева, Помеѓу сонот и јавето, книга што го схитува во секој поглед, содржински и концептуално, воедно и нејзината изведба и содржајните илустрации во неа. Нашата мила Блага го опишала својот богат, приватен, деловен и творечки животен пат, нејзините страници проявуваат многу топли емоции, што ќе допрат до нас читателите, ќе ни ги насолзат очите, ќе ни расположат. Автобиографско дело што дава инспирација и да исполнува со позитивна енергија. За ова да го доживееме, ќе се погрижат прво промоторот, професор Виолета Ачковска, а потоа магистер Мирјана Русевска, професор Билјана Димулкова и Јован Мазгански, како и јас како модератор на овој настан, а пред се ќе се погрижи самата авторка, професор Благојка Филипчева, што ќе ни се обрати и ќе ни каже деталите во врска со ова еминентно дело. Па, музичкиот дел, како што веќе започнавме, ја представивме еминентната наша Риста Нарина Николова, ќе не поведе во приказна и не води во приказна, како и
научниот на оваа промоција. Сега ја покануваме професор доктор Виолета Ачковска да се обрати да ја промовира автобиографската книга Меѓусlovното јавишто од професор Благојка Филипчева. Имаме проблем со микрофонот, но јас така професорски се трудам да викам. Има проблем. Добро се слуша? Почитувам и Благојка Филипчева. Мене ми дадоа денес лесна задача да прочитам дел од предговорот на ова прекрасна книга Меѓусlovното јавишто. Но не можам само да земам да прочитам без да кажам неколку зборови за мојата драга пријателка Благојка Филипчева, со која поминавме многу денови, организирајќи бројни манифестации во кои сакавме да ја афирмираме македонската култура и македонскиот пишан збор. Познавам многу автори, многу писатели, но секогаш нема таква хармонија помеѓу творештвото и карактерот на човекот, како што има кај професорката Благојка Филипчева. Кај незе запозна фактички низ нејзиното творештво, низ нејзините прекрасни песни, низ нејзините драмски текстови, низ нејзините романописни книги. Од шепотот и ехотот на љубовта, од Бога дадено, од човека додадено, азбучник за животот од А до Ш, се викам љубов, дедовина, татковина, мајковина, сете тоа се збирки на поезија во кој има изблик на емоции, каде што кој ќе ги земи тие книги во раце, ќе види топлата душа на Благојка Филипчева. Прво кај е за доминантен на љубовта, и тоа е љубовта кон семејството, кон саканиот маж, но и кон татковината, која е една може би најповеќе секаде доминира таа љубов кон татковината, особено изразена низ дедовина, татковина и мајковина. Но мене како историчар најмногу може би сум се задржала од целото нејзино творештво, прво на монодрамите, кои се драмските текстови, кои се поголем дел автобиографски, односно се вистински случувања, но посебно сум го чувала и како историски извор и како отсликување на едно време и на една семејна историја е нејзиниот роман посветен на нејзината баба по мајка Анриет Бонард или Бабаника. Значи, тоа е еден роман во кој има една силна порака која провежда речиси низ повеќето напишани песни и текстови на Благојка Филипчева. А тоа е залагањето за верска и етничка толеранција. Бидејќи Бабанка и животот нејзин, таа е жртва на едни верски предрасуди помеѓу католичкиот и православниот свет, кој се оградува тешко врз судбина. И тоа е една од пораките на Благојка, дека човекот е човек, не е важно на која конфесија, на која религија припаѓа. И тоа особено доаѓа во израз низ нејзините драмски текстови, Договор куќа гради, кој дел е ставен и во ова нејзина најнова збирка. Односно сеќавањето по Меѓусlovното јавишто. Кога автор седнува да пишува своји сеќавања, своји мемуари или автобиографија, секогаш тргнува од две мотиви, од две линии. Едната е дека низ пишувањето на самиот текст сака уште еднаш да си го проживее времето на младоста и тоа кое му се скривува, и ние секогаш, знаете, како ни пораѓаат годините, секогаш се свртуваме кон минатото и сакаме уште еднаш да си го проживееме своите убави моменти во животот, но неизбежни се и оние тажните, потресните, кои се дел од самиот живот. Втората работа да се остави траг за идните генерации, да се остави траг за своите потомци, но и за поширок круг читатели, бидејќи јас како историчар често пати се среќавам со таа мемуарска граѓа, со автобиографии, со различни сеќавања и понекогаш ги читам како книжевно дело, но понекогаш и како историски извор, бидејќи низ книжевниот израз
се дава една слика на едно време во кое обстојувал човекот. И фактички, тој живот на обстојување на тој човек е едно зрно во таа реконструкција на самата историја на времето кое направено и ја пишуваме нашите историчари. Пред да преминам многу креативно, бидејќи имам задача да го прочитам предлог, би сакал уште да потенцирам дека Благојка е творец кај кого до најголем степен доаѓа до израз нејзиниот карактер. Значи, сето оно кое таа го носи во својата душа, во своето срце, во своето воспитание домашно, се од семејното огниште, сето тоа на еден најубав начин нашло израз из нејзиното творешко. И тоа е можеби првото кое најмногу ме привлече кај Благојка Филипчева и јас нејзе ја запознав како вистински човек низ нејзините напишани редови. Тоа е по уште една шепет сакам да го потенцирам. А сега и да ја ги кажам неколку карактерни особини кои ете јас си ги носам како мој личен впечаток. Тоа е нејзината лојалност. Прво, кон семејството, кон семејното огниште, лојалност кон нејзините корени и традиции кои ги негува од двете страни. Ете, дел нејзин покрај бабанка, со која има некој француско-црногорско потекло, е тука нејзиниот татко од егејскиот дел на Македонија, Петре Серафинов, кому му го посветила една публицистичко-историографска студија за Воден и Воденство, значи сеќавање за Воден и Воденство, која јас како историчар исто така доста ја обработила. Значи тоа е таа нејзина лојалност, нејзина негување и чување на традицијата и на семејните корени. Тоа е прва работа. Втора работа, лојалност и искрена однос кон своите пријатели, кон оние кои се дел од нејзиниот живот и обстојување. Кога ќе ги читате нејзините дела, еден најголем дел, ќе видите дека уште од детството ги негува тие пријателства со голем круг на луѓе, а се разбира тој круг се зголемува како оди нејзиниот живот натаму и професионално и во Сдруженијето на просветни работници и литературни творци, бидејќи голем дел од нејзиниот живот е посветен последните години токму на ова друштво каде таа ја вложила целата своја енергија. Значи, Благојка е како личност човечна, хумана, искрена, работлива и вистинска жена борец. И сето тоа се тие одлики кои вие ќе ги прочитате из оваа нејзина последна книга Митусовата јава. Една искрена исповест на една жена која поминала еден пат во втората половина на 20 век и која е дел од таа наша современа најнова историја. А сега дозволете да се ја исполним својата задача која ми беше дадена од по сценариото на оваа промоција. Дел од предговорот на книгата Митусовата јава. Ќе почнам Григор Павличевски. Напишувам ли мои мемуари или автобиографија? Дилема е голема. Сепак, сметам дека автобиографијата како жар е многу лична, со длабок субјективизам. Мемуарите пак се поопфатни, се сета повеќе личности, а бидејќи имам што да кажам за луѓето и за случувањата, се определив да пишувам за она што го доживеав во мојата 8 деценија, горејќи по мојата животна патека. Прво, сметам дека за известна категорија луѓе може да биде интересно она што ќе го напишам, ќе остане забележано, па можеби ќе биде и од полза за некои генерации. Ќе биде интересна за оние кои ме познаваат, кои ме дружеле и ме дружат из годините, а и денес, секако се дел од моето секојдневие и окружување. Голем дел од нив се испоменати со име и презиме. Ете токму за тие луѓе, а и за оние кои идат по нив, ќе оставам траен белек од мене, од мојата личност, карактер, ставови, сваќање и некои препораки базирани на моето животно и работно искуство, како и за едно време во кое живеам и спорам. Не можам да кажам дали и колку луѓето од моето окружување ме сакале, но во мојата имагинација и размисла забележено е дека окружувањето ме пружаше љубов. Затоа јас пак многу возвраќав и кога можев и кога не можев, свесно или несвесно, на познати, но некогаш и на непознати.
Толку малку ќе го доправи моето чувство за правда и правечност, предизвикано повторно од љубов и заради љубов кон човечот и народот. Често пати водена од алтруизмот, се става во улога на заштитник, па било тоа и да е на собствена штета. За ова, драги читатели, имате можност подоцна да прочитате и самите да оцените дали сето тоа било вистинско од срце и душа. А јас би кажало дека на вистина сето е вистинско, напишено и кажено од срце и душа, а вие ќе видите и се следите. Благодарам. Ходиме понатаму, значи, Благојка Филипчева ни кажува за семејството. Нејзиното семејство представува еден спој, еден сплет на светот во мало. Во нивните судбини се преплетуваат судбините што ги имаме тука на Балканот, во Македонија, и судбините кои што се карактеристични за целиот свет, судбини кај што треба многу трпение, многу љубов и многу заедништво да се негува и да се очува тоа семејство. Според моите сваќања, семејството е основна клетка на општественото живење. Теmeljeno на Божјата дефиниција, заедница формирана во брак помеѓу маж и жена. Денешницата се обидува да стави крај на споделото, да уништи ова малку нешто останато во светот, а започнува и кај нас да се прават опити да чекорени подемната патека. Зашто? Кои непознати искриени сили атакуваат на своите семејни, на светите семејни вредности? Каде можев јас и било која единка да најдам закрила во најтешките моменти? Постои некоја друга институција која ќе ви даде поддршка кога ви е потребна? Се разбира дека нема. Јасно е дека единствено семејството ја пружа сета грижа и љубов безрезервна со било кои услови и пакети. Понекогаш постојат умерени несогласувања, ама како што велат мудрите, размена на мислење води кон прогрес. Така и повремените несогласувања низ годините ми даваат нова сила и ме поттикнуваат за нов елан, за себе жртвување на извесен начин, понекогаш попуштање, а за волја на вистината понекогаш и наетења, што произвлекува малку од мојот карактер. Најчесто помирливо, повторно, лекнував како феникс и ја продолжував личната борба на животот. Борбата понекогаш беше со околината, често со самата себе и Господ. Тука морам да ги споменам и каремите на исконството што мене ми даваше на животот и сила, и енергија, и инспирација. Израснета сум во граѓанско, многу патриотско семејство, што поштало корени и лаботи неизбришливи, моите предки податко, растени под сонцето на Егео, под силниот екот на воденските водопади, под жуборот на реките. Се насладуваме вкусот на сочните плодови, израснале во здрави, вредни, честни и вестинологови личности. Чувството за македонизам и патриотизам секогаш било водилка. Не се враќа во векови назад. Од нив научив многу за спокойноста и хармонијата на семејството. Од баба научив како се сака и почитува гастоленството, искажано преку нејзините маки и страдења, доживеани во грчките затвори. Научив за храброста со која таа се спротивставувала на полицијата и никако не изустила еден пренатички збор против кауза, против бедот. Второто моје семејство, поточно предците по мајка ми, се за особен приказ. Мајка ми потекнува мешан брак по националност и по вера, потатко Црногорец, Волод Маријановиќ, по мајка французинка, Андриета Бонар Маријановиќ, по вера католичка. И во продолжение до најавно
дворец на Корицата, опет Миклош на Корицата, да им се представи, што е виртуален. Имам неколку улоги. Прво, за корицата која чијшто автор сум. Корицата е како тоалетот за дамата. Прво се гледа она, најчесто тоа што е каков е тоалетот, очекуваме така да биде и дамата. Често е така, тоа може да биде и поинак. Зошто е така направена корицата? Прво, одбрано е бојата на корицата, која што представува нешто. Добро ја познам авторката Благојка Филипчева и мислам дека тоа што е направена можда ќе најдеме нешто кај неа, кај незиниот карактер. Прво, жолтата боја представува боја на сонцето, на Македонија, кое што е традиционално. Второ, тоа е боја на авантури, креативност. Втората е суперпонирана, неверојатно не го гледате кога видите или на проекцијата ги видовте добро, е црвена боја. Црвената боја е боја на љубовта, боја на оган, преземање акции. Мислам дека авторката е едно од таквите. И на крајот има бела боја, ставено внатре, суперпонирана, а тоа е исто така белата боја представува символ на светлината, на мир, на вера. Првата корица е, првата страница од корицата, е моја идеја, а ова што го гледате на страната со и што го видовте, на сликите и додатоците на корицата, тоа е предлог на авторката, нормално техничката обработка е моја. Е сега за презентацијата, прилично се кажа за Благојка Филипчева, а пошто тоа е баш онака некоја автобиографски дел, веројатно ќе се повториме некаде, меѓутоа тоа е подготвено, тоа ќе видим. Книгата е насловена Помеѓу сонот и јавето. Тоа веројатно се случува кај многу нас луѓе, едно сонуваме, јавето е сосема поинако, јако често соновите ни се остваруваат, ако сме упорни, ако знаеме како да ги оствариме. Благојка Филипчева го отправува остава траен берег во својот живот, би рекол. Она е наставник во кој што сонувала уште од раното детство. Таа е просветител, но и многу други активности, како што да речеме сега последните 8 или 9 години, е председател на Сдруженијето на просветни работници и литературни творци на Македонија. Само таа през својот живот го сместува во 4 основни столбови меѓу себе, се преплетуваат, а тоа се љубовта, семејството, македонскиот патриотизам и професијата. На нив им посветува и посебни поглавја. Да речеме само како пример би навел,
кон љубовта. Мајка ми ме родила од љубов, ме задоила со љубов, јас ред деца родив од љубов и тие шират љубов. Авторката Филипчева тренировки во средината во која би писувала, во основа била почитувана и таа ширела љубов и почитување кон останатите. Според авторката, семејството е најбитниот клетка во општеството. Оти семејството она кое што најмногу влијае на поколението, не само непосредното поколение, него и поколенијата што следат. Да, гените се основата, но воспитувањето и атмосферата во семејството допринесуваат многу за понатамошното живење на поколението. Кога станува збор со семејството, фамилијата, авторката се гордее со своите дедовци и предедовци, со нивниот патриотизам. Тие живееле во времето кога се решавала судбината на Македонија. Посебно во агентскиот дел од Македонија, во градот Воден, пишува за нивната цврстина, карактерот и нивниот реток патриотизам. И ним Филипчева им посветува стихови. Дедо ми Вангел, бунтовникот и линденецот, боецот за правда и вистина, за нашата вера и нација, за иднината на Македонија и македонштината. Авторката пишува и за втората нејзина фамилија, фамилијарна лоза, по нејзината мајка, која исто така е карактеристична од мешан на националност. Баби е родена французинка, се омажила за Црногорец, живеела во, да речеме, нашите простори на Балканот, во Југославија. За неа Филипчева напишала романтизирана ова биографија, која што, барем јас колку ја прочитав, има не само фамилиарни, би рекол, корени или значење, него и значењето за историјата на во овие краишти. Деска живот на Филипчева е исполнет со многу осеќавања за убавите моменти и дружења со блиските, со братот и братучевите. Според авторката, Благојка Филипчева уште како дете сонувала да биде наставничка, да пренесува знаење на малите деца. Тоа и се остварило, го работела со љубов и постигнувала успех. Во книгата со автобиографски елементи неопходно се наметнува и природенството на заборавените ученички години, како она што пишува во книгата. Тука се појавуваат веќе други услови, социјала, со децата, со наставниците, одговорности и така натаму. Нешто пошироко се задржува со предите кои што ги имала како ученичка во гимназијата и средните школи. Според неа студирањето било релативно специфично, на неа, така она кажува, заради тоа што стапува во брак уште во првата година на студиите, па станува мајка, а како мајка и сопруга и студентка, може да се замисли дека е малку комплицирано, меѓутоа сепак, според кажувањата на авторката, успешно ги завршува, заради тоа што студиите ги завршува на време, изгледува две деца, одржува семејство и така натаму. Со вработувањето имала мали проблеми, како што она пишува, затоа се вработува како новинарка во Остен, каде што работи, колку што се сеќавам, една година, има успех, меѓутоа незината желба била повеќе да биде наставничка по изучувањето уште од раните 10 години. Се вработува како наставник, веќе полета, заради тоа што тоа го сакала, и
редни успеси. На 2 пати патува, односно престојува и во Германија, Западна Германија наша, каде што децата ги подучува на македонскиот јазик, за географијата и историјата на Македонија, меѓутоа и надвор од програмата, како и секогаш, внесува кај децата патриотски чувства. Тамо добива награди, успеси, книже, што покрај тоа што она се жали на одделеност од Македонија од носталгијата, ја охрабрува успесите што ги постигнува со децата. При повторното патување односно престојување во Германија, имала одредени проблеми, како што пишува во својата биографија, мислим, автобиографија, меѓутоа ги решава успешно, од една страна, од друга страна стекнува нови сознанија за луѓето, за тоа, значи нови искуства кои што нормално ќе ги користат понатаму. Нејзината љубов кон татковината ја враќа во татковината и продолжува да работи во Македонија. Само овде излази една строфа за Германија, откако нејзината тајка за Германија, а Германија оноќи долги, предолги. Зошто толку сте тажни, а вие денови, зошто сте невестили и монотони. Што значи дека носталгијата била присутна. По успесите во Германија, нејзиниот немирен дух посакува да се докаже и како раководителка. Во тоа и успева. Се работ ја назначува, тварно речено, за директорка на гимназијата Светан Димов. Само по себе гимназијата имала проблеми, во време релативно проблематично, имала значајни проблеми како што она пишува, меѓутоа на крајот се успешно ги завршува, така да на крајот дури добива и признание, би рекол, за гимназијата која што она ја раководи, а тоа е гимназија со душа. И покрај успешите како директор, ипак кај нас политиките ги знаеме, најпрву има проблеми со оставувањето како директор, дава оставка и продолжува да работи со учениците како што треба. Последните години работи и во општина Кисела Вода, пак на образованието и децата, и тамо, како што опишува, има одредени проблеми, меѓутоа и големи успеси за кои што со право се гордее. Се пензионира на 62-та годишна возраст. У пензионирањето малце како баба треба да обдедува внучиња, на некое време мирува, би рекол мирува, ако може да се каже мирува, а потоа се активира во Сдруженијето на просветни работници и литературни творци на Македонија, каде што напреду станува и председателка, која што е веќе трет мандат, веќе фигурира како председателка на тоа сдружение. Од творештвото може да го видовте на сајтовите, може да се каже дека прво, колку што јас знам што го направила, е литературните творби од својот татко, кој што, колку се сеќавам, баш и јас бев присутен тука ги промовирате во тој простор. Во Сдруженијето на пензионерите исто така ја пренесува својот ентузијазам за подушување на млади, посветува школи со деца, а посебно може да се истакне нејзината работа
во правењето на колективни или заеднички твор од книги, посебно за починатите членови на Сдруженијето на просветните работници и литературни творци. Не би ги наброил нив. Би рекол дека сето тоа што она го прави остава таен белег во македонската култура и мислам дека книгата која што ја промовира сега добро е да се прочита за да види едно време, за да види една упорност, една креативност која што успешно завршува. Благодарам. И да проследиме што понатаму. Крикот на Игел, Ленко, синот да не чуваш, омилената песна на професорот Благојка, од авторот Ѓелович Профиличо, песна за која што ја врзуваат спомени на таткој, на семејството, на она што е еден период далеку, а толку близко. Ја најавува повторно нашата почитувана досегајќа Марина Николова да не поведе и сува
ни каже фрагмент за учителствувањето, за регенето на Негот Александар, Благодарам. Со Благојка Филипчева се запознавме кога стана директор на Државното средно училиште Цветан Димов. Но ќе го прочитам делот каде што зборува за градежниот машински центар Чеде Филиповски замек, Скопје. Присутен е и поранешниот директор Владимир Ристовски и го поздравувам. Ова беше средно стручно училиште за образување кадри во градежништвото. Беше оформено по земјотресот на иницијатива на Организацијата Обединетите нации, а основачи беа предпријатијата од Градежната оператива на Македонија. И татко ми, како инженер и директор на Градежната работна организација ВАТА, беше еден од основачите. Морам да признам, благодарение на него, го добив веднаш дневните раци. Стапив смело, достоинствено и можно професионално, со огромна љубов и по мојата професионална патека цука рози. Бев среќна што си исполнувам животната желба да учам деца. Често пати, наидувајќи низ работата на најразлични ситуации, некогаш и проблематични, размислував, не смеам да го разочарам, а камо ли да го засрамам мојот татко. Така бев воспитан. На тамошните успеси и задоволства во работата течеа благодарение на мојата професионалност, посветеност, љубов кон учителската професија и кон колективот. Поголемиот дел од колегите неизмерно ги сакав и дружев. Со радост и песна одев на работа, држев часови и дополнителни активности, што ме правеше многу среќна. Нели, од мали нозе учителствував. Се носев со сите проблеми што произлегуваа од работата. Понекогаш, самата измислував и креирав нови задачи и проекти, што и неизмерно ме исполнуваше. Сметам дека дадов голем придонес за развојот на тоа училиште, дека помогнат да се образуваат многу кадри оспособени за работа, со посебен акцент на едукативниот и воспитниот момент. Ова работа беше судбински предодредена за мене и ја уживав. Во 1978 година повторно станав мајка, раѓајќи го синот Александар. Зад мене оставив тежок, мощно тежок период кога морав 8 месеци да бидам в постела, да го донесам плодот. Како што сум охотна, издржлива, јас решив докрај да истарам дисциплинирано и послушно. Издржав и се крунистав со прекрасен син Александар. Како што скамању степна, така и мене ме одреа среќната звезда на син ми. Галовно си го викаме Сашо, кој има му го даде сестра моја Тина, по незиното другарче од градинка. Морам да признаам дека Тина, мојата Тинче, која беше 5,5 години постара, покажуваше неизмерна радост и грижа низ годините. Никогаш не завидуваше, а и тој не изде. Не. Така си ги учил децата, да се сакаат, учепуваат и помагаат. Да спомнам дека во 2000 година, кога Тина се омажи и замина за Торонто, Канада, мислам дека од Александар се оддели дел, дека цел живот си недостасуваат еден на друг. Големата празнина ја надоместуваат при сретбите во Македонија, кога Тина доаѓа. Да истакнам дека мојот проживење ми беа неколку мои верни, нераздвојни другарки, пријателки, во вистинска смисла на зборот. Уште од прво одделение
судбината ме спои со Маргарита, Нерија Апостолова, со која чекоравме неразболни долги години и уште сме со иста мисла и чувства. Поврзан скоро 70 години. Другарка од раното детство ми е и Вера Видинова. Тоа другарување и лично, и семено трае и денес со ист интензитет и сила. Нераскинливи духовни пријателски релации има и со Сонја Акиновска, мојата другарка од гимназиските денови, со која сум во постојан контакт. Таа е измодрена личност, силна, голем борец на животот. Слобенски, а да речем и низ повеќе генерации, поврзана сум и со Вера Дрембелиева Николова, која има корени како и јас, од Егеот. Релацијата е од дедот со дедот. Па татковците наши, ние од мали нозет, па и нашите деца. А сега ја поканувам Билјана Димукова и да чуеме зашто така. Пред да слушнеме Билјана Димукова, едно секавање само кратко. Имав среќа во мој комшилук да запознам две прекрасни девојчиња. Близначките Биле и Лиле. Тие беа на околу 12 годишна возраст, живееа во зградата на Кино Вардар. Не беа многу стрекни деца, заедно со своето помало братче рано останаа одвоени од мајка им и за нив се грижеше тетка им Боса. Често пати доаѓа кај мене за да ни помогне околу Тина, заедно грижливо ми ја чуваа додека одев на факултет. Тина беше престрекна со нив, задоволна од игрите, а мислам дека и тие златни дечења беа стрекни заради топлината пружена во нашиот дом. Пријателството уште трае и после 45 години. Еве Пренесвам емоциите на тоската професор Благојка Филипчева од периодот на нејзината работа во училиштата во Германија. Моето учествување го продолжив во СР Германија со деца од најразлични возрасти, во комбинирани групи, из различни градови. Секојдневно патував по околу 150 километри во двата правца и се враќав вечерина во градот Калцруе да имавме стан. Благодарение на устроената држава во однос на грижа, воспитување и образување на децата, моите деца се вклучија во иубаво се вкласија во тој систем. Јерката прводеленка синот појасни. И тамо мојот немирен дух доаѓаше до израз. Внесов многу новитети, особено настојував моите ученици да се носат рамо по рамо со сите други ученици од Југословенското дополнително училиште. Како резултат на тоа, децата беа горди на своите успеси. Родителите уште повеќе на постигнатите резултати на нивните сила. А јас се летав од радост и од задоволство од постигнатото, но во СР Германија не бев среќна. Посакував што поскоро да се вратам дома, во моето Скопје, во Македонија, во моето матично училиште и моите пријатели. Како резултат на мојата меланхолија во тој период настана и мојата песна. Ах, Германија, о ноќи долги предолги, зошто сте толку тажни, а вие денови, зошто сте невесели и монотони? Германско небо, сиви облаци,
црни птици, туѓи луѓе во наратници облаки, добрина без топлина. Ах, Германија, Германија, јас овде немам ни брат, ни друга, помогнете ми да не бидам сама, топлината да ме грее, сладките да имаат сладост, лебот да ме засипе, сонцето да засвети. Ах, Германија, Германија, ах, моја мила Македонија. И ја кажам, професор Милицанчевски, да запознае со метаношното професионално раздање на авторитета професор Благота Филипчева. Ангажираноста во гимназијата Цветан. Навлегов во мојата петта деценија од животот. Децата пораснаа, станаа студенти. Тогаш некако кај мене се запали некој ножарча, може би старо, а само тлело некаде во мене скриено, за да букне силно без запирање. Тоа е желба за напредување и градење некаква кариера, со себепотврдување на ново работно место. Тие зрели години самата знаем дека можам. Знам и дека треба да придонесувам за општественото живење на некое друго ниво по нашиот образовен систем. Некои луѓе од МОН препознаа во мене квалитет, иден функционер, па така и иден функционер. Па така бев избрана за директор на средното училиште Цветан Дилов во општина Чаир. Тоа беше појазично училиште со гимназиски паралелки, со паралелки за аранжери, со трговска струка, со околу 1800 ученици, со настава на македонски и на албански јазик. Се стурна нова авантура во професијата. Не ми беше лесно. Што затеков и што направив, долга е приказната. Што имав намера да сторам, уште подолга. Волам да го отварам и да успеам да ги реализирам и да го водам училиштето кон прогрес. Голема поддршка ми пружаше тогашниот градоначалник на општина Чаир, господинот Авце Миленковски, и председавачот на Советот на општината, господин Александар Воровски. Улична соработка во успоставив со раководителката на образование за тогашната општина Чаир, Мирјана Јосевска. Дека и во натамошната моја кариера и работа јас имам за пример и она што го научи од неа, успешно го применувам. И денес имам одлична релација со неа, со заедна почит, љубов и пријателски релации. Успесите ја донесоа и титулата гимназија со душа. Помнада 2001 година ме затече на таа функција за владеа хаос, непочитување, хорор. Се случуваат тепачки, порекогаш истрели од огнено оружје. Имав одлична соработка со командирот на полициската станица во Чаир, со господинот Александар Чучовски, кој на секој мој повик будно реагираше и вршеше контрола. Прв пат од постоењето на тоа училиште се случи ученик да биде санкциониран и отстранен. Колку и да се спротивставував и во главата си зацртав дека Цветан Дилов како најстара машка гимназија треба да обстои, одбележав не 105 години постоење, колку и да се борев, не најдував поддршка. Голема вина има и во наводници продадените колеги македонци, предводени од поранешниот директор Миле Блажевски. Честна бев дека ми работеа затвор, опортуно, и на секоја моја изјава во медиуми, одвратно изјавува и лажно информираа јавноста. Во моите спомени од тој период останаа непријатни сеќавања исполнени со горчина, со борба, а самата се чувствував Дон Кихотски, зашто не успевав да ги победам ветерниците. Се сетив на Островски и си мислев, така се калеш ученици. За моите замисли и планови, како и дел од реализираното, најдобро кажува мојата драмска творба, договор
Кутја гради, што ја напишав по цели 20 години, со вистински имења и презимења, зашто добив согласност од исти ден. Што неодамна ја преведовме на полонистика со студентите од македонски на полски јазик и неодамна имаше една изложба на Филолошкиот факултет на една од збирката од споменатата збирка. И ќе продолжиме со патувањето токму со колешката, дамешната колешка, сега пријателка и понатамошна колешка, професор Милена. Сега ќе запознам со дел од она што значи работа во општината Кисела Вода. Убаво се сеќавам, беше петков, 9 февруари 2007 година. За мене многу значаен ден. Требаше да си поднесам оставка од Цветан Димов од работното место професор по македонски јазик и литература, за да ме ангажираат на определено време, неизвестно, за пробна работа, на мој 57 години. Беше тоа голема дилема и од друга страна и огромна желба да се заминам од колективот, поточно од каде колегите кои не ме сакаат таму, да им ги мешам конците и да им македонствувам. Тоа е моје чувство на одбрана на се македонско. Многу ме чинеше низ годините, ама е од предедо, од дедо и од татко во кодот запишано и неизпришливо. Тогаш си мислев, поточно бев сигурна дека ќе ги задоволам барањата на тоа работно место, без никаква дилема, дека ќе бидам успешна. Понеделникот веднаш обидов кај секретарката на Цветан Димов Славица Бошкова со барање да ме го регулира отказот и да ме префрли во општината Кисела Вода. Таа буквално ќе се онесвестеше од оваа моја одлука. Просто не се веруваше дека на овие мои години и од овакво време, невреме, се впуштам во авантура со моето екзистенцијално прашање за работното место. Се се заврши за еден ден. Оставив зад себе учителствување од 30 на години и заминав да станам државен службеник привремено вработена. Морам да признам дека и градоначалникот Роджа Арсо се изненади од оваа моја одлука. Тогаш бев сигурна дека очекуваше негативен одговор, зашто притисоците за тоа работно место беа огромни. Мене ми беше јасно со кого имам работа. Ми оставив печаток на сериозна личност, работохолик и некако имам доверба во она што го говореше. Тоа и се потврди низ работата и годините. И јас по него, а и тој во мене, бевме во полна доверба и благодарение на тоа бевме успешни професионалци. А јас, гордо и сигурно, се стурнав во реализирање на работните задачи. Поведувајќи го моето знае, вештини и искуство по 3 месеци, не чекајќи да поминат 6 договорни месеци, градоначалникот, задоволен од мојата работа, ми даде виза за полагање на државен испит. Си признавам, учев многу. Мојми се рекло, учи и само учи. Паната професор Виолета Ачковска ќе не води понатаму во животната приграда. За крај секако огромната активност на Благојка Филипчева во Сдруженијето на просветни работници литературни творци на Македонија. За тоа ќе напише. Така, задоволна од моето македонствување, успевам да ги реализирам моите планови со добра намера и мисла за слободна, суверена, независна и европска Македонија, достојна за живот. Мојата визија повторно меѓу сонот и јавето. Истакнувам дека за сите книги и збирки што ги издадов, соработници ми беа
мојот сопруг, инженер Љупчо Филипчев, кога стотици пати го ангажирав за техничка обработка. Голем утих и поддршка при промовирањето добивав од драгата професор доктор Виолета Ачковска, која запозна темелно мојата душа преку творештвото. Книгите немаше да изгледат така како што ги изнесов на виделина, без помош и соработката на почитуваниот Јован Мазгански, кој несебично го трошеше своето време за реализација на мојот сон во јавен. Мојот најдобар пријател Јован Мазгански, кој ми ги изработуваше кориците, за што сум неизмерно благодарна. Моите творби звучеа на сцената со посебна убавина, произлезена од прекрасната нивна презентација од страна на драгата пријателка Лидија Лучко Јеремич. Специфичниот милозвучен глас кој гали и во исто време буди емоции на магистер Лилјана Стрилковска, се донесуваше музиката да ужива слушајќи ги песните. Незаборавни се и моите промоции и настапите на групата Хармонија и соработката со нив. Зборот Сполајни е минувен за да искажам огромната благодарност кон нив, но и кон многу други личности кои учествуваа во целиот овој спектакл на македонствување. Имаме чест да ја покажеме авторката на ова дело. Славојка! Да ви се обрати и да ги каже своите импресии од делата. Професор Славојка Шевчева. Почитување. Сите присутни, мои драги пријатели, роднини, колеги, некогашни, сегашни пријатели, сите да поздравувам и за големо благодарам Сполајни, како што велеше баба ми, за вашето присуство и за се она што слушнавте со големо трпение и внимание како да следев, за она што јас го раскажам. И да ми барам зборови. Искрено да видам така и избираме нормално дека е секој присутна. Зошто јас се одлучив да го правам ова дело, да го напишам ова моје писание, кој ми беше целта. Имав доста издигања, доста падови, имав многу што да раскажувам. Борби, некогаш лесно, некогаш и со тешкоти, но тоа е животот, јас тоа така го прифатив и некако, како што кажа во еден дел, како што велеше Островски се така, ми се искали мојот карактер и мислам дека ги исполнив моите мечти, моите соништа, она што сакав да го оставам, во зависност од условите и можностите што ги избираат. Во секој случај, јас за оваа презентација сакам многу искрено да се заблагодарам, многу топло да се заблагодарам на тие кои што помогнаа да ги доживеете овие мои писанија. Најнапред да се заблагодарам на модераторката која што ве водеше низ настанот, на професор доктор Милица Анđelски, коректорите на магистер Милена Русевска, која што топло ги прочита деловите, фрагментите од делото, на професор доктор Виолета Ачковска, која што, како што реков, ми ја познава житата нова, житата ја познава моето творештво, на Јован Мазгански, кој што е дело од ова текст, и од тоа што јас правам, како еден творец сме тука некако застапени, затоа што тој и корици прави, и уредува,
и рецензии ми пишувам. Јас не му пишувам, а денес ме изненади и со PowerPoint ми го презентираше и потоа имате можност да го гледате PowerPoint на видео и на Билена Димонскава да се заблагодарам, а исто така, посебно, сакам да ги поздравам, како од мене да биде поздравот, моите другарки од детството, Вера Николова, и Сонја Агиновска, што водени од мојата 7 година и уште две имам, кои што за жал не се присутни. Благодариме на вниманието. Да, секогаш вие сте дел од мојот живот. Исто така, особено ми е драго, посебно ми е драго што е тука присутен мојот брат Бранимир Каратинов. И мојата прва братучетка која е навистина влезена доста во делото, Лидија Димовска, и да кажам голема благодарност за превентива, за председателот Славе, кој ще е присутен, кој што е така како добар да не председува. И сега на крајот би сакала, извинувам ако не се заборавам, би сакала на крајот, значи, да искажам огромна благодарност за Христана Рина Николова, која што ми е верен придружник на моите предачи, која што јас и го желувам како нешто лично. Благодарам многу Рина. И да се заблагодарам за помошта што ми ја пружија за еден конкурс што ќе следи подоцна. Ми ја пружи професор доктор Нада Јурукова, Билена Димонскава, Македонка